Министерството за земјоделство во соработка со Министерството за транспорт и врски ќе обезбеди дополнителна градежна механизација за санирање на оштетувањата на одводниот канал меѓу селата Бања и Спанчево, што беше причина за поплавување на површините под Орис во општината Чешиново Облешево. Излевањето на поголема количина вода пред неколку дена ги поплави оризовите површини, а оштетени се и дел од земјените полски патишта, поради што отежнато е движењето на земјоделската механизација и извршувањето на жетвата. Заменик министерот за земјоделство и министерот за транспорт и врски ветија дека ќе се обезбеди брзо санирање на состојбата на сите покритични места. Се гледа дека земјоделците не може да пристапат до своите ниви. За таа цел, значи, сме тука заедно со министерот за транспорт да обезбедиме конкретно механизација која што е потребна за да пристапи кон регулирање на овој дел, на овој пропуст и да обезбедиме материјал кој што би бил потребен да се санира оваа состојба и нормално остануваат уште две места кои што се вака покритични за земјоделците, а тоа е Боров мост и каналот кај Спанчево. И очекувам дека во овој ден ќе најдеме дополнителна механизација да им помогнеме на луѓето, бидејќи во наредниот период следат и нови врнежи. Иако ние како влада доделивме нафта за сите општини во Република Македонија, станува збор за преку 700.000 литри нафта. Веќе општината ги има добиено нафтата и веднаш почнале со работа, но мораме поагилни да бидеме за да бидеме спремни за следниот период. Според градоначалникот на Чешиново Облешево Костадин Личков, на повеќе локации во општината земјоделците се соочуваат со проблеми и оттежното извршување на жетвените активности, поради што била побарана помош од државните органи. Имаме на повеќе места критични, вклучително од самото Банско поле, значи Облешевско поле, Чешиновско, Теренско и Уларско поле. Како што каже министерот, веќе имаме пукање на одводниот канал кај село Спанчево, веќе имаме изливање на Кочанска река, на дел од Уларци кај Злетовска река имаме изливање, значи веќе оризовите површини се под вода и самите земјоделци со нетрпение чекат да се истече водата и на некој начин да се соберат берикетот. Освен за санирањето на оштетениот одводен канал и полските патишта, владините представници имаа средба со земјоделците од општина Чешиново Облешево, на која се разговараше за проблемите околу забавената жетва и прекинатиот откуп на оризот од овогодишната реколта.